Здраво на сите, денешното видео е едукативен карактер и тоа е за компјутерски напади. Тука ќе видиме кои видови на компјутерски напади има, односно што е активен компјутерски напад, што е пасивен компјутерски напад, кои типови ги има во активниот, кои ги има во пасивниот компјутерски напад и како можеме ние да се заштитиме од нив. Секој обид за да се направи неовластен пристап во еден компјутерски систем со цел за да се направи некоја штета се нарекува компјутерски напад. Тие ги има како активни компјутерски напади и пасивни компјутерски напади. Активен компјутерски напад е оној компјутерски напад каде што кога ќе се пробие еден систем се прави штета на еден компјутерски систем, хардверски компоненти, модификација на апарака, кога има некаква комуникација и така натаму. Еден од нападите кои што го имаме од активните напади е man in the middle. Овој компјутерски напад, кога постои една комуникација помеѓу две страни, на средина постои и трета личност која што го следи разговорот помеѓу тие две страни. Кога страната А ќе испраќа порака до страната Б, напаѓачот кој што е во пораката ја чита самата порака, прави модификација и подоцна истата ја испраќа до крајната дестинација каде што требала да биде пратена, но таа нема да стигне како оригиналната форма, туку ќе стигне како изменатата форма што е направил самиот напаѓач. Друг напад од активните напади кои што го имаме е киднапирање на e-пошта или email hijacking. Тука, во овој напад, напаѓачите влегуваат во легитимни имейл адреси на некои банки, финансиски институции или други компании кои што чуваат чувствителни податоци за нивните корисници. Тука, тие влегуваат во самите мейлови, испраќаат повторно до самите клиенти на оваа компанија да ги пратат нивните кредибилитации или најлошо сценарио тие да испраќаат пари. Значи тука треба многу да се внимава во овој компјутерски напад. Друг компјутерски напад кој што го имаме во активните компјутерски напади е DOS нападот. Овој компјутерски напад напаѓачите го напаѓаат системот на тој начин така што го пригушуваат сообраќајот за пристап во компјутерскиот систем и на тој начин тие му не овозможуваат на корисниците да пристапат до компјутерскиот систем. Други активни напади се IP spoofing или IP измама. Овој компјутерски напад напаѓачот се обраќаат од една легитимна страна го насочува кон лажна IP адреса. Друг активен напад во компјутерскиот свет е крадење на сесија. Тука, например, кога еден корисник се најавува на апликацијата за e-banking, напаѓачот чека жртвата да се најави на самата апликација и потоа да ја украде сесијата од најавувањето на таа апликација и да направи штета врз самиот корисник. DNS измама е оној компјутерски напад каде што напаѓачот прави лажна веб страна која што наликува на вистинска веб страна и на тој начин го намамува самиот корисник да се логира на таа страница и да изврши напад, односно да укради податоци од самиот корисник и да ги злоупотреби. Еве и уште два активни компјутерски напади, а тоа се крадење на
колачиња, каде што преку колачињата, кои што ги крадат напаѓачите, тие имаат информации за податоците од самите жртви и друг компјутерски напад, од активните компјутерски напади е преслушување на јавна бежична Wi-Fi мрежа. Тука постои јавна мрежа која што има некое безопасно име, но во реалноста оваа мрежа е направена со цел напаѓачите, кога жртвите ќе се поврзат на оваа мрежа, да ја прислушкуваат нивната мрежа или во најлошо сценарие да ги украдат нивните податоци и да направат некоја штета. Од друга страна пак имаме пасивните компјутерски напади. Пасивните компјутерски напади се оние напади во кои што се пробива самата компјутерска мрежа, но тука не се прават модификации врз компјутерскиот систем. Значи целта е следење на компјутерскиот систем и прислушкување на податоци. Видови на пасивни напади. Трафик анализик. Анализа на сообраќај. Вклучува анализа на мрежниот сообраќај додека се движи до и од целните системи. Овие типови на напади користат статистички методи за анализа и интерпретација на образците за комуникација разменети преку мрежата. Овие напади можат да се извршат на шифрирачки мрежен сообраќај, но почести се на нешифриран сообраќај. Прислушкување. Прислушкувањето се случува кога напаѓачот пресретнува чувствителни информации, слушајќи телефонски повици или читајќи нешифрирани пораки разменети во медиуми за комуникација. Forward printing, отпечаток на стапалки, е процес на собирање што е можно повеќе информации за мрежата, хардверот, софтверот и вработените на целата компанија. Тука се собираат информации за целта, како што се IP адреса, информации за системот, за име на домен и ID на вработениот. Отпечатокот на стапалки исто така првиот чекор за собирање информации за тест на пенетрација, спаинг или шпионирање. Е кога натрапникот може да се маскира како овластен мрежен корисник и да шпионира без интерпретација. Со тој пристап, натрапникот може да го следи мрежниот сообраќај со поставување на мрежен адаптер на промискуитетен режим за да го сними целиот шифриран сообраќај на податоци на мрежата. Бар драйвинг или возење на војна е оној компјутерски напад каде што се откриваат ранливите Wi-Fi мрежи со нивно скенирање од блиски локации со пренослива антена. Овој тип на пасивен напад обично се изведува од возило во движење. Хакерите понекогаш зацртуваат области со пропусти на мапа со помош на GPS. Возењето на војната може да се направи за да се украде интернет конекција или како прелиминарна активност за иден напад. Dumps and diving или нуркање во контејнер. Во овој тип на напад, натрапниците бараат информации за чување на фрлените уреди или дури и лозинки во корпите за отпадоци. Тука натрапниците потоа можат да ги користат овие информации за да го олеснат тајниот влез во мрежата или системот. Спам, фишинг, spear phishing и spoofing. Спам е несакана пошта, инстант пораки или пораки на социјални мрежи. Овие пораки се прилично лесно за да се забележат и може да бидат штетни ако ги отворите или одговорите. Фишинг е пошта испратена од интернет криминалец, преправен како пошта од легитимен, доверлив извор. Пораката има цел да ве наведе да откриете чувствителни или доверливи информации по пат на кликнување на линк. Spear phishing се случува кога криминалците добиваат информации за вас од веб локации или сајтови за социјално мрежување и приспособуваат шема за фишинг за вас. Spoofing опишува криминалец кој имитира друг поединец или организација со намера да собере лични или деловни информации. Ransomware е вид на
виролошки, малициозен софтвер кој тајно го блокира пристапот до личните податоци на жртвата, освен ако не плати откуп. Додека некои едноставни софтвери за откуп може да го заклучат системот без да ги оштета датотеките, понапредниот малициозен софтвер користи техника наречена криптовирусна изнуда. Сега, за да се заштитиме од компјутерските напади. На нашиот компјутер потребно да имаме инсталирано антивирусен софтвер. Денес, голем број на компании кои што прават антивируси имаат своји бесплатни верзии кои што му овозможуваат на корисниците да имаат некоја основна компјутерска заштита. Со нивно плаќање се има подобра компјутерска заштита од напади. Следно, треба да се надградува самиот систем. Секогаш во системите напаѓачите бараат да најдат некоја дупка за да влезат во компјутерскиот систем и да направат некоја одредена штета. Затоа потребно е да се надградува самиот систем со стабилна и подобра верзија на софтверот кој што го имате во вашиот компјутерски систем. Дополнително, кога ви стигаат мејлови, вие тие мејлови треба доста внимателно да ги читате и да заклучите дали мејлот има намера да направи некоја штета или од легитимен извор. И при тоа да не кликнувате на линкови кои што се од сомнителен карактер. Ако во мејлот што ви стигнал е од непознат извор, ви бара лична карта, број од трансакција и други слични информации, вие не ги давајте. Друго, креирајте доста добри пасворди, кои што нема лесно да се пробијат. Колку имате некои важни документи, фајлови, кои што не сакате да ги изгубите, вие направете бекап на истите. Значи, направете бекап на CD, DVD или пак некое USB. Користете Firewall. И кога симнувате некој софтвер, внимавајте од каде го симнувате самиот софтвер.